денеска извршниот и Централниот комитет на ВМРО-ДПМН разговараше и анализираше актуелната политичка и економска ситуација во Република Македонија. Практично сите оние случувања во Република Македонија беа разгледувани на маса, сите можни сценарија во иднина беа антиципирани и врз основа на тоа донесе неколку заклучоци. Јас би сакал дел од нив да ги споделам со македонската јавност, разбира преку вас медиумите. Имено за што станува збор, Македонија никогаш, како што е сега, не била поподелена, нити по политички, нити по партиски, нити по национален, нити по граѓански, нити по граѓанска основа. Македонското општество во овој момент се наоѓа во можеби најтешката ситуација од осамостојувањето на Република Македонија поради сите оние погрешни политики кои што владата на СДСМ и Зоран Заев ги водат изминатите речиси 2 години. Сето она кое што се случува представува порази, разочарувања, недостоинствени прифатени предлози, никакви реформи во економијата, нула реформи во здравството, катастрофални реформи во образованието, осиромашување, плјачкосување на македонската држава, иселување, крајна разочараност, демотивација, деморализирање на граѓаните на Република Македонија без разлика на нивната етничка и партиска и национална припадност. Она што денеска извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, но потоа и Централниот комитет на партијата го потврди е дека утре, во текот на утрешниот ден, пратеничката група на ВМРО-ДПМН, пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе поднесат во парламентот барање веднаш претседателот на владата Зоран Заев да си поднесе неотповиклива оставка, формирање на техничка влада и истовремено ќе поднесе иницијатива за распуштање на парламентот и организирање на предвремени парламентарни избори, заедно со претседателските избори, на исти трошок, за сите оние тези кои што ги имаше Зоран Заев и јуришниците околу него да бидат изведени на површина и да ја видиме вистинската нечестита намера на Зоран Заев и СДСМ. Бидејќи во минатото не обвинуваа дека наводно сме барали избори, а сме молеле Бога да не ги добиеме изборите, еве, сега ќе има можност тој, СДСМ, но и владеачката коалиција, владиното мнозинство, да одлучат и да прифатат или да го одбијат предлогот на ВМРО-ДПМН во рамките на следните неколку дена, па граѓаните на Република Македонија да видат кој е за, а кој е против одржување на предвремени парламентарни избори, кој бара, а кој моли Бога да истите не ги добие. ВМРО-ДПМН сака да го спречи пеколниот план за уништување на Република Македонија и за уништување на македонецот во македонците на Зоран Заев и групата околу него. Знам дека денеска веднаш по завршувањето на нова пресконференција до ова обраќање до граѓаните Република Македонија ќе излезе кујната за лаги и манипулации на Зоран Заев и ќе кажува дека ова се некакви мрачни сценарии и така натаму, но јас повторно ќе кажам, ние имаме детална анализа на тоа што се случуваше, целосна антиципација на тоа што ќе се случува. Македонија практично под владење на СДСМ и Зоран Заев престанува да постои и затоа денешната седница на извршниот и Централниот комитет беа изнесени сите информации, сите факти кои што ги имаме како раководство, кои што ги имаме како политичка партија со кои што располагаме и бараме веднаш Зоран Заев да си поднесе неотповиклива оставка, формирање на техничка влада и веднаш организирање на предвремени парламентарни избори заедно со претседателските. Имаме време и за реформи, имаме време и за сето она кое што Зоран Заев не го направи изминатите речиси 2 години, но исто така тоа ќе биде можност да ги коригираме сите грешки кои што Зоран Заев и владата на СДСМ од секаква природа ги направи изминативе 2 години. Што ако предлогот не биде прифатен? Наше да предложиме демократските правила, демократските процедури се неприкосновени во оваа држава, па да граѓаните во Република Македонија ќе можат јасно и гласно да видат кој е тој кој што моли Бога да добие избори, а кој е тој кој што моли Бога да избега од избори. Се разбира, за следните чекори јавноста ќе биде информирана, одиме чекор по чекор, внимателно ја анализираме ситуацијата во Република Македонија. Јас ви реков, едногласна е одлуката и на извршниот
и на Централниот комитет на партијата дека Македонија никогаш не била во поалармантна и понеизвестна состојба од тоа што е сега. Ние наместо да добиеме едно општество за сите, ние добивме никакво општество за никого. Луѓето се разочарани, демотивирани, деморализирани, ја напуштаат Република Македонија и одат во безизвест со семејствата. За жал, таква е реалноста во Република Македонија. Кој сака да верува дека таа е спротивна, мислам дека или себе си се залажува, или се обидува на непринципелен начин со ниски страсти да ја залаже македонската јавност. СДСМ се уште го нема произнесено ставот за предвремени парламентарни избори, дали ВМРО ДПМН ќе се согласи да има само председателство? Целта на СДСМ беше јасна, ние тоа сценарио го предвидовме дека во петокот они практично тежиштето ќе го префрлат во некој друг иден период и ќе се обидат во јавноста да создадат перцепција дека еве ВМРО ДПМН бара, али моли Бога да не ги најде тие избори, па се присутните и сегласните министри и јуришници на СДСМ низ медиумите ќе кажуваат како они практично се за реформи, а ВМРО ДПМН се тие кои што знаат како стојат кај граѓаните и дека еве ВМРО ДПМН практично таа партија која што моли Бога да не ги добие тие избори. Ние ја претпоставивме ова нивна реакција дека они од Централниот одбор, како што не го нарекуваат, ќе префрлат тежиштето во бесконечност на извршниот, па извршниот ќе ја префрли повторно на Зоран Заев за да одлучува и така натаму до моментот дека Талат Џафери не ги распише претседателските избори, тогаш ќе речат еве завршена е работата, ајде да одиме на претседателски. Но еве му можност и на СДСМ и на Зоран Заев да пред македонската јавност прв пат во животот да ја слушне, еве нели рече вчера од Велес дека завршиле тешките одлуки, сега ќе го слушале народот, 2 години ја уништија државата и сега конечно ќе им текне да го слушаат народот. Еве му можност да го слушне народот и да организира предвремени парламентарни избори заедно со претседателските, веднаш да поднесе оставка, да формираме техничка влада и веднаш согласно законски пропишаните услови да организираме предвремени парламентарни избори. Дали ќе инсистирате на 100 дена техничка влада или можно е да се направи отстапка, пример да биде во предвидените 60 дена или ќе инсистирате за 100 дена? Го разбирам вашето прашање бидејќи искуството во изминатите недели, месеци вели дека во оваа држава можеме да тргуваме со правото и правдината и со законите, да ги менуваме, да правиме повторно заробено, слободено општество за реализирање на политички цели. Но ние би биле исти како нив ако правиме компромис со овие атрибути. За нас владење на правото и демократските принципи на држава и правната држава се од круцијално значење. Заради тоа ние нема да правиме никаков компромис со законот, со правото и правдината. Јасен е законот, што значи техничка влада, јасен е законот времетраењето на техничката влада колкаво ќе биде, така што навистина доколку овие исклучоци кои што ги воведе Зоран Заев продолжиме и ние понатаму да ги применуваме, тогаш би биле исти. Зошто граѓаните би гласале за ВМРО ДПМН, а не за СДСМ? Ние треба да покажеме дека како генерација политичари сме различни и дека треба да се водиме од интересите на граѓаните за подобар живот во Република Македонија, а не за полошо од ова што е сега. Така што да сумирам, како одговор на вашето прашање, нема компромис со правото и правдината. Ви благодарам. Значи тоа е дека ако нема 100 дена, вие нема да учествувате на предвремени парламентарни избори? Тоа значи дека треба да се почитуваат во оваа држава правото и законите. И ништо повеќе, ништо помалку. Ви благодарам на сите. Ако не се прифаќаат вашите барања, Ви благодарам, се гледаме.